Ја го правам секогаш истото, тоа што го правам и денеска. Дискутирам. Она што мислам дека треба да се каже, го кажувам, затоа што тоа беше и основната потреба моја да влезам во политиката во 90-тите. Да разгледувам состојби, да ги анализирам и да понудувам своји ставови, иако сум во можност да давам решенија. Тоа го правев, тоа го правам и денеска. Ако некој ме покани, дискутирам. Ако не ме канат, можам и да не дискутирам. Постојат социјални медиуми, јас можам да го соопштам, имам свој сајт, можам Филип Петровски МК. Значи, јас можам да ги соопштам моите ставови, ако некој го интересира, секогаш. Меѓутоа, моите ставови не се благопријатни. Јас не сакам да се конформирам. Ја не можам идиот да сметам дека е научник или академик. Ако е идиот, јас кажувам дека е идиот. Тоа на некој му пречи. Така што беше направен една серија на напади од маскирани луѓе кои што се фатени на камери. Јас кажав и сега ќе повторам и се надевам дека ќе бидам повикан од обвинителот. Сакам медиумите и јавноста цела да ја заинтересирам. Сакам на медиумот на обвинителот да му пренесам дека мислам дека сум нападнат од полицаец и тоа од специјалните единици кои се контролирани од структури политичко подземје кои што се поврзани со една партија. Значи, ова се сериозни работи. Вие добро знаете, јас не сум некој што прв пат искача на телевизија па правам екзибиционизам. Јас едноставно сакам некои процеси да се покренат, да во оваа држава на некои работи веќе им се каже не и евентуално ако се може да се прави реформа во одредени области, што не сум убеден, нели, не сум многу оптимист.